Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ и власта не смее да си поигрува со интелигенцијата на граѓаните. Воведувањето фашизоидни мерки за исполнување лични ега на власта и интереси само го троши и го тенчи трпението на граѓаните. Фашизоидната мерка за дискриминирање на вакцинирани, невакцинирани и прележани е класично непознавање на елементарните и непочитување на елементарните човекови права од страна на оваа власт. Никој, ама баш никој, нема право дискриминаторски да наложува начин на живење на едни или на други граѓани, само затоа што е неспособен да се справи со оваа пандемија која што ни се случува. Граѓаните, повторно кажуваме, треба да се вакцинираат и апелираме дека треба да се вакцинираат. Но оние кои што не сакаат да бидат вакцинирани, смеат да имаат право на избор. Не смее никој да ги дискриминира невакцинираните или оние луѓе кои што прележале корона, имаат створено антитела, а немаат примено вакцина. Значи, со оваа непопуларно глупава мерка, власта има намера да ги упропасти најголем дел од стопанството и компаниите, да ги дискриминира граѓаните и тука најмногу ќе претрпи угостителскиот сектор, кој што трпи загуби од самиот почеток на пандемијата единствено заради неспособноста на власта и тоа трпи загуби до денес, а не добива никаква, ама баш никаква помош од државата. Очигледно е дека во недостиг на проекти, работа и успеси, власта додека е на одмори, на плажите и додека организира скапи прослави, сака да го угнетува народот, да го заплашува со ретко глупави и непопуларни мерки. Повторно, голем дел од луѓето вработени, например во угостителскиот сектор, ќе треба да бидат бркани од работа доколку не се вакцинирани, бидејќи би било недоветно ако гостите се вакцинирани, а вработените не. Ете, тоа е резултат кој што би произлегол како резултат на овие мерки на власта. Повторно, фашизоидните мерки на власта, која што е крајно лицемерна, ја носат Република Македонија во пропаст. Благодарам. Сега би сакал да одговорам на едно прашање, кое што стигна од медиумите, така да две прашања стигна од две национални телевизии, но јас би ги сумирал во едно. Дали има преговори за изборниот закон за спорните точки, прагови и слично? Дали сте подготвени да се направат измени на изборниот законник само во делот на ОПСЕ ОДИХР и за мандатот на ДИК? Во однос на преговорите, за сега нема преговори, но доколку има покана за преговори од страна на власта, ние радо би ги прифатиле. Во однос на прагот веќе имавме ние став по тоа прашање и председателот Мицкоски одговори во однос на праговите. Најпрво власта треба сама во коалицијата кај нив да се договори колку би бил прагот, а што се однесува до нас не е никаков проблем и согласно препораките на ОПСЕ и ОДИХР 1%. И во однос на усвојувањето на делот на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, она кое што морам да го потенцираме дека тоа е неопходно да бидат усвоени пред самите избори, бидејќи пред секои избори препораките на ОПСЕ и ОДИХР се усвојуваат нормално за демократски и фер избори, да бидат демократски и фер изборите, и доколку не се усвојат овој пат препораките на ОПСЕ и ОДИХР, може да фрли дамка на самиот изборен процес, така да тоа е практика и неопходна работа која што треба да се случи. Благодарам.